Туристичкиот и угостителскиот сектор се едни од најпогодените за време на пандемијата. И очекувано, бидејќи повеќе од една година граѓаните не можеа да патуваат, а во голем дел од времето не можеа да посетуваат ниту угостителски објекти. Во оваа емисија на Агенда 35 објаснуваме како функционираа компаниите од овие дејности за време на криза, а разговараме и со луѓе чии што бизниси настрадаа. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате. Анализата на работењето на фирмите од туристичкиот и угостителскиот сектор покажува намалување на нивните приходи од 30 па дури до 80%. Кафулињата и рестораните се најдоа на сериозен удар. Предизвик е да се одржи бизнисот, вели Дејан Георгиевски, собственик на кафе бар. Недоречености во мерките за помош во туристичкиот сектор прават дополнителни проблеми за компаниите. Бараат дополнителни начини за помош. Разговараме со Стеван Пешевски. Останете со нас. Доколку се двоумите дали да се качите на авион и да отпатувате некаде, не сте единствени. Пандемијата од COVID-19 ги затвори сите граѓани во границите на своите земји, но ја отвори вратата за пропаѓање на еден од најпогодените сектори – туристичкиот. Падна прометот и до 98% споредено со последната непандемиска 2019 година, доживеала една од најстарите туристички агенции во земјава Савана. Со нејзиниот комерцијален менаџер Стеван Пешевски зборуваме за очекувањата од предстојната туристичка сезона, колку владините мерки за помош биле соодветни со потребите на секторот и за прогнозите, кога ќе може безбедно да се патува. За вработените во туризмот, покрај безбедноста на личното здравје, главна тема е и безбедноста на нивните работни места, кои се доведени во прашање. И амбиентот всушност и главна тема на работењето на сите во секторот стана пред се доби една социјална димензија како да се задржат работните места пред се. Така да во таа насока се направени најразлични активности во смисла на рационализација на трошоци, на нормално ограничување на работно време, прилагодување на платите затоа што прометот и приходите се намалени дури до 98% како што ви кажав. Така да во едни изворено тешки услови каде што компаниите во голем дел влегоа и во кредитни аранжмани за да може да го isfinansираат пред се платите на вработените и да ги задржат работните места. Значи некаде во таа рамка се движи да кажеме ризикот со кој што се соочуваме и голем дел од нашите активности во услови на неможност за воопшто да се работи. Секторот туризам беше опфатен со две групи на мерки за време на пандемијата. Едната подигнување на кредити од Македонската банка за поддршка на развојот и втората мерка поддршка за исплата на плати за вработените. Иако сме благодарни за оваа помош, вели Пешевски, сепак мерките се повеќе протоколарни, отколку се опфатно дизајнирани за реалните потреби на секторот. Можеме да збориме со неколку примери. Например, ние сме сезонска дејност. Во првиот пакет мерки не следеше помош за сезонски вработените, додека во четвртиот пакет мерки па не можевме да земеме помош затоа што беше условот да во октомври ги имаме истите вработени што беа во август. Значи заради истите вработени што не земаа помош, не можевме другите вработени да земат помош. Сега повторно се судираме со некои недоречености во условите за добивање на помош за плата. Например, ние баш сега барање за петиот пакет мерки имаме проблем затоа што некоја наша колешка е на породилно на кој што има дополнително неплатено породилно на кој што има право по закон. Така да овакви моменти кои што всушност као во пракса гледаме дека кај поголем број од фирмите кои што имаат многу вработени, да не зборам, ние сме мала фирма, има хотели со по 100 вработени кои што не може да ги користат мерките од причина што има недоречености во условите и ограничувања кои што се малку нелогични. Тоа досегашната помош што нашата фирма има земено, а гледано само низ трошоците за плати, тие пари што сме ги добиле, а по основ на помош за плати па и еднократна помош покрива само 20% од трошоците за плати што се исплатени во минатиот период за нашата фирма. Значи 80% од трошоците ги имаме покриено преку кредитни линии кај деловните банки, односно со задолжување за исплата во иднина. Туристичките компании се финансиски исцрпени после една година криза, вели Пешевски, а за подобрување на амбиентот за работа, представници на различни комори од секторот до владата предлагаат воведување на уште неколку начини за поддршка на туризмот. Првиот би бил во смисла да се примени барем некој од праксата во нашето окружување во регионот, каде што
За фирми кои што не работат, државата работните места ги зачува со тоа што ги превзема исплаќањето на гарантираниот личен доход на тие вработени кои што сега во овој период не ни може да работат, како што е случајот нашиот. Понатаму имавме исто така преку коморите предлог за помош на државата во смисла на за загубите кои се претрпени по основ на нереализирани услуги од авиокомпании и други хотелски сместувачки капацитети, затоа што не имало мерки од влада која што препорачала да не патуваат луѓето, а тие даватели на услуги немаат намера да ги враќаат тие средства. Трето, побаравме исто така поддршка во смисла на реализација на ваучерите кои што беа лани издадени за нереализирани услуги во 2020 година на корисниците што ги уплатија, каде што треба во текот на оваа година, до крајот на оваа година да се изврши користење на тие услуги од страна на патниците, зашто нормално сите се надеваме дека тоа ќе биде реализирано, меѓутоа сметавме дека во случај сигурно ќе има ситуации во кои што некој не ќе може да патува стично, значи еден број од тие ваучери доколку не може да се искористат, бараме некаква помош од државата во смисла на некаква кредитна линија за да може да се реализираат услугите, замена на тие услуги, затоа што тие средства се останати на пример во хотел во Турција, а странката да оди во некоја друга дестинација и тоа мора да се плати. Значи некој начин да се изнајде солуција да таа услуга да се искористи и се реализира во корист на странката, а ние понатаму би си ги комплетирале обврските кон државата и банките. Интензитетот на спроведување на вакцинацијата во светот, но и во земјава, не дава надеж дека и ова лето ќе се патува нормално. Сепак Пешевски го завршува разговорот по-оптимистички, уверувајќи дека протоколите и стандардите за заштита од COVID-19 се применуваат на високо ниво од страна на сите чинители во туристичкиот сектор и граѓаните треба да почнат да патуваат и да се чувствуваат безбедно кога го прават тоа. Постојат протоколи кои што се работи, кои што се пропишани од надлежните институции, така да всушност и самото работење на одреден хотел и давател на услуга без спроведување на одредени протоколи здравствени и не е ни возможно, е предмет на контрола на надлежни служби, како кај нас, така и во странство. Од тој аспект можам да кажам дека се запазени стандардите, дури и лани во една кратка сезона, многу кратка, се покажа дека и во време кога тоа уште не беше толку разработено, се патуваше и беа запазени тие така да веќе на голем постојат многу начини кај што регионално секоја држава го гарантира или го има максимално го има достигнато нивото на безбедност во смисла на заштита на патниците и гостите, така да тука има сертификати од хотелите што треба да ги исполнат, превозниците мора да исполнат одредени услови, самите водичи и така натаму. Така јас би ги охрабрил нашите патници како што патуваат и во нашата земја, може да патуваат и во други земји, затоа што секаде веќе на високо ниво се поставени стандарди за заштита и безбедност. Угостителскиот сектор е еден од најпогодените од почетокот на ковид кризата, што е потврдено и со огромниот пат на прометот во кафулињата и рестораните, кој изнесува и до 80%. Мерките за субвенции на плати во 2020 година на угостителите им помогнале да ги сочуваат работните места. Годинава пак, иако се предвидени, се уште не биле исплатени. Собственикот на кафе бар Жапон, Дејан Георгиевски, вели дека вистински предизвик било да се зачуваат вработените, бидејќи кај него има луѓе кои долги години се дел од неговиот семеен бизнис. Трошоците за работа се високи, потенцира Георгиевски, но истите во нормални услови биле подмирани. Во услови на ковид криза пак се доцни со плаќање на режиските трошоци и предизвик е да се одржи ликвидноста на фирмите. Оваа година славиме 37 години од нашето постоење и ваква криза до сега не ни се има случајно. И памтиме времења и на распад на една држава и на војни, бегалски кризи, меѓутоа за прв пат 2020 година имаше период кога ние не работевме и бевме скроз затворени. Во нашиот угостителски објект има повеќе вработени и целта на нашето работење во тој период беше да ги сочуваме работните места. Независната угостителска комора бара со законски измени на угостителите да им се одложат ратите и каматите на кредитите во банките.
Според информациите од оваа комора, угостителите и вработените во угостителската индустрија се корисници на безмалку 100 милиони евра краткорочни и долгорочни кредити. Плаќањето на рати оди се потешко, бидејќи прометот е мал. Во 2020 година само во месеците јануари, февруар, јули, август и септември ние работевме со полно работно време. Останатиот период работевме со рестрикции, или бевме целосно затворени, или работевме со скратено работно време. Падот е голем. Минатата година нашиот објект бележеше пад од 40%. За разлика од лани, оваа година падот е веќе поевидентен и веќе достигнува до 80% од бруто прометот што го остварувавме споредувајќи се со 2019 година. Георгиевски стакнува дека редовната исплата на субвенциите за плати лани била од голема помош, но оваа година се доцни и тоа им причинува проблеми во работењето. Лани ги користевме мерките за субвенции за плати и ги искористивме субвенциите за месеците април, мај и јуни и октомври, ноември и декември. И можам да ви кажам дека тие многу ни помогнаа во работењето и во зачувањето на работните места. Без нив не ќе можевме да обстоиме. Оваа година ветени ни се мерки за периодот февруар и март и веќе има најава дека и во месец април ќе имаме дополнителни мерки. Меѓутоа, најголемиот проблем со кој се соочуваме е што тие многу доцнат. За разлика од минатата година 2020, тие беа навремени и успеавме да задржиме ликвидноста во фирмата. Меѓутоа, во 2021, еве веќе за неколку дена ќе биде месец мај, помошта за плати за февруар се уште не се исплатени и тоа ни представува голем проблем во работењето. Мерка која многу го олеснила работењето на угостителите е што и оваа година град Скопје продолжи со намалувањето на комуналната такса за закуп на јавен простор од 15 на 5 денари по квадрат, односно минимална цена дозволена со закон. Оваа одлука Советот на град Скопје ја донесе лани, но поради продолжување на ковид кризата важи и за годинава. Од 1 јануар 2021 владата ни даде мерка каде што данокот на додадена вредност за безалкохолните пијалоци и кафињата ги намали од 18 на 10% и тоа е една голема помош за нас. Заштедуваме пари кои што понатака може да ги инвестираме во нашето работење и уште една мерка која што е од голема помош за угостителските објекти во градот Скопје е намалувањето на давачките за користење на урбана опрема, каде што градот од 15 ги намали на 5 денари за метар квадратен на дневна основа. Со отворањето на летните тераси, Георгиевски очекува нормализирање на работата на угостителите. Се надева дека кризата со коронавирусот полека ќе се намали и дека топлите денови пред нас ќе ги вратат гостите во кафулињата и рестораните. Дека угостителскиот и туристичкиот сектор се едни од оние кои што најсилно ја почувствуваа корона кризата, покажуваат и нивните финансиски извештаи. Податоците за работењето на овие компании лани, што ги добивме од Централниот регистар, се статистичка подкрепа на нивното незадоволство, што овие денови го искажуваат и преку протести. Така, угостителите, односно дејноста за подготовка на оброци и служење храна и пијалоци, во кои спаѓаат рестораните и баровите, лани инкасирале 198 милиони евра приходи, што е дури 28,8% помалку отколку годината пред кризата. Во исто време, трошоците им биле поголеми, што довело целиот сектор да заврши со загуба од околу 20 милиони евра. Без работа во овој сектор, лани останале 850 луѓе, со што до крајот на 2020-та бројот на вработени е сведен на 17.460 луѓе. Што се однесува до секторот туризам, билансите се дури и полоши. Туристичките агенции, односно организатори на патувања кои даваат резервацијски услуги, лани бележат намалување на приходите од дури 77%.
Па така, од 157 милиони евра во 2019 година, во екот на пандемијата, кога важеа рестрикции за патувања, приходите им изнесуваат само 36,3 милиони евра. И овој сектор има поголеми трошоци отколку приходи лани, што довело до загуба од околу 3 милиони евра. Бројот на вработени се намалил за 130 луѓе и до крајот на минатата година изнесува 1189. Кога станува збор конкретно за домашниот туризам, кој што државата се обидуваше да го поттикне и со издавање на ваучери, евидентно е дека пандемијата имала посилно влијание. Вкупните приходи на објектите за сместување, како што се хотели, одморалиште и други објекти за престој, лани изнесуваат 53 милиони евра, што е всушност половина од приходите пред кризата. Бројот на вработени е намален за 790 и до крајот на 2020 година изнесувал 4142. Во меѓувреме, за овие сектори чии резултати ги анализиравме, властите предложија шести пакет мерки вреден 17,8 милиони евра, кој треба да опфати околу 10.000 компании и 60.000 работници. Секако, клучна ќе биде реализацијата на овие мерки, која што повторно ќе зависи од волјата на претениците да се соберат во доволен број, со или без скафандери и да ги изгласаат соодветните закони кои што ќе овозможат исплата на финансиската помош. Според властите, мерките се соодветни и даваат резултати. Свесен сум дека позади нас имаме тешка година, во која неизвестноста и неможноста да се види јасно сликата како известниот крај, сите нас не прави нетрпеливи. Ке си дозволам во моментов да зборувам во име на целиот економски тим на владата, дека конзистентно и посветено работиме на креирање мерки и решенија кои ја поддржуваат домашната економија. Некои од нив се видливи за јавноста, но голем дел од процесите се и во корот на економијата. Ги разбирам и оние кои во последните денови се гласни на улиците, разбирам дека сите ние се грижиме за својата иднина и иднината на нашите семејства и семејствата на нашите или вашите вработени. Веќе неколку пати кажав дека и ќе повторам и денеска, дека треба да останеме здрави и живи, а се останато заедно ќе го надокнадиме. Владата е тука да дава поддршка. Ја следиме состојбата и навремено носиме мерки. Без како согласно нашите анализи, како и на интернационалните финансиски институции, падот во економијата, загубата на работните места ќе беше навистина поголем. Државните антикризни мерки беа доволни за да ги задоволат барањата на дел од представниците на туристичко-угостителскиот сектор, но дел продолжија да бараат поголема финансиска помош. Досега, државата исплатила вкупно 840 милиони евра финансиска помош преку 5 пакети антикризни мерки. Повеќе од известно е дека корона пандемијата од корен ќе промени одредени навики кај туристите. Тоа пак значи промени и адаптација и на самите туристички капацитети. Еден таков пример на брза адаптација во време на драстично променети услови за работа е Ванила Бутик хотелот во Скопје, кој во моментов е целосно контактлес, односно е сместувачки капацитет без човечки контакт. Каков иновативен пристап примени овој сместувачки капацитет, ни раскажа Виктор Насков, косопственик на Ванила Бутик хотел. Пред се тргнуваме од решавање на клучни проблеми за време на пандемија, кај што е една воредна ситуација, никој не очекува. Така што воведуваме софтвер на self-check-in, каде што гостите ќе можат сами да се чекираат без при тоа да имаат некаков допир со вработени и исклучуваме рецепцијата како класична што до сега постоела, односно немаме вработена рецепција и пристапот е многу полесен и побрз. Гостите од кои ќе направат резервација добиваат шифра на нивниот телефон која се состои од 4 бројки, кои што ги вметнуваат на тестатура поставена на самиот влез на објектот и пред апартманот, така што нивно е само да се појават, да дојдат на точната локација. Локацијата е премногу едноставна за наоѓање, бидејќи целиот објект е Ванила Бутик хотел, нема потреба да се губи време во барање на објектот. Ја внесуваат гостите шифрата од 4 бројки на влезот, потоа пред својот апартман и едноставно влегуваат во апартманот. Отидовме чекор понапред, покрај овој модерен и брз self-check-in систем, решивме да воведеме новина, односно да прилагодиме пред се температурата на апартманите
Затоа што гостинот кога ја добива шифрата и кога прави резервацијата, он всушност влегува во една соба која што е на пријатна температура, климатизирана. Ги сменивме постоечките климауреди со нови климауреди кои што работат ремоут, односно можеме да ги вклучуваме на распоред и да ги гасиме. Воведовме и смог детектори, така што да бидеме сигурни дека гостите ќе се чувствуваат пред се безбедно и дека нашето присуство нема да се осети поради тоа што нудиме еден пакет, безбеден пакет. Го зголемивме нивото на хигиена, појачавме хигиената, покрај и стандарден начин на одржување на апартманите, воведовме нови машини кои што се за хоризонтална и вертикална употреба, односно чистење на хоризонтални и вертикални површини на принцип на пареа, со што се уништуваат 99% од бактериите. Покрај класичното чистење на апартманите имаме и чистење на пареа и секако за крајот дезинфекција. Така што короната ни ги отвори очите во поглед на креативното размислување и наоѓање на креативни решенија за како гостите да бидат безбедни и сигурни во нивниот избор, да речам, и за време на нивното сместување. Какви се реакциите на гостите кои доаѓаат, се сместуваат и си одат без да се сретнат со ниеден вработен во хотелот? Поделени се, да речам, размислувањата. За некои гости е проблем, односно не е проблем, меѓутоа се прашуваат. Постојат оние прашања каде што прашуваат па како ќе се снајдеме, па како ќе биде чекинот, па кој ќе не пречека. Но после краткиот наш одговор, односно кога ќе им објасниме колку е све тоа лесно, за нив тоа изгледа како едно совршено решение. На страна од тоа има и друг тип на гости кои што уживаат во contactless hospitality. Значи го поздравуваат нашиот начин на работење и искрено добиваме многу пофалби за тоа како треба да се работи и каква новина сме донеле на пазарот. Промените во сместувачките капацитети подразбираат и инвестиции во софтверски решенија и одредени уреди кои може да се управуваат од далечина и слично. Исплатливи ли се овие инвестиции во време на криза? Го поскапуваат или пак го поевтинуваат процесот на менаџирање со апартманите и хотелите? Со тоа што Vanilla Boutique Hotel станува еден дигитален концепт хибрид, да речем, на сместување, трошоците се намалуваат. Трошоците се, пред се трошоци има во поглед на инвестицијата за имплементирање на сите тие системи. Значи, тука е најголемата инвестиција, бидејќи све тоа треба некако да се изведе и да се реши, за да може да функционира безпрекорно. Но на долг рок се намалуваат трошоците и мислам дека сме на еден пат, на добар пат, да функционираме со намален број на вработени, а да имаме оптимална и оптимизираме работата. Немаме рецепција, бидејќи гледаме дека веќе времето како такво е дојдено и да нема потреба да се има рецепција. Нудиме услуга 24 часа со тоа што постојано можат гостите да не најдат, не знам, на Viber, на WhatsApp, на iMessage, така натаму, достапни сме за гостите. Услугата е 24 часа и не се осеќа отсуството на рецепција. Еден месец после предлогот на Европската комисија за дигитален зелен сертификат, со кој на граѓаните на ЕУ ќе им се овозможи слободно да патуваат за време на пандемијата на COVID-19, представниците на државите членки во мрежата на е-здравство ги договорија насоките со кои се утврдуваат главните технички спецификации за спроведување на системот. Со договорените технички спецификации опфатени се структурата на податоците и механизмот на внесување, вклучително и QR код, односно код за брз одговор, што ќе овозможи сите потврди, и дигитални и оние на хартија, да може да се читаат и проверат во цела Европска Унија.
Според Европската комисија, исклучително е важно спроведувањето на техничките подготовки да биде паралелно со законодавните постапки, за да до јуни 2021 година се биде подготвено за воведување на дигиталниот зелен сертификат на територијата на цела ЕУ. Инаку следен чекор во техничка смисла е воспоставување национална инфраструктура, проверка на националните решенија за издавање, верификување и чување на дигиталните зелени сертификати и воспоставување на ЕУ портал. После пилот фазата во мај, системот за дигитални зелени сертификати до јуни треба да биде подготвен за поврзување со државите членки. Поради пандемијата на COVID-19 во повеќето држави членки на ЕУ, угостителските објекти се затворени и дозволена е само достава на храна или продавање преку шалтер. Ова го покажуваат податоците објавени заклучно со 25 април на специјализираната интернет страница на Европската Унија, Reopen EU, која овозможува преглед на здравствената состојба во државите членки на ЕУ и важечките ограничувања, а поврзано со пандемијата на COVID-19. Во Грција, Словенија, Франција, Германија, Холандија, Белгија, потоа Унгарија, Чешка, Словачка, Полска, како и Литванија, Летонија и Естонија, рестораните, баровите и кафулињата се затворени и дозволена е само достава на храна или продавање преку шалтер. Од друга страна, во Бугарија и Романија, угостителските објекти може да работат со 50% од капацитетот, со тоа што во Романија тоа важи само во регионите каде кумулативната стапка на инфекција во последните 14 дена е пониска или еднаква на 1,5 на 1000 жители. Во Хрватска може да се даваат угостителски услуги само на отворените делови од рестораните, баровите и кафулињата. Истото важи и за Италија, со тоа што во зависност од степенот на ризик може да биде суспендирано работењето и да биде дозволена само достава на храна или продавање преку шалтер. Угостителските објекти во Австрија може да примаат или не гости во зависност од регионот. Па така во некои од регионите, примањето гости во текот на денот е под строги услови, односно гостите треба да имаат негативен тест и да се 4 лица по маса. Во Шпанија, во зависност од ситуацијата, угостителските услуги може да бидат комплетно забранети, освен за достава на храна или продавање преку шалтер. Во Португалија пак угостителските објекти се отворени, но со ограничувања, кои зависат од стапката на инциденца на секој регион. На северот на Европа, во Шведска и Финска, угостителските објекти работат, но под строги услови, при што не се дозволени турканици. Гостите мора да почитуваат физичко растојание и да ги почитуваат мерките и препораките за заштита и превенција од COVID-19. Во 2020 година, бројот на ноќевања во сместувачките капацитети во Европската Унија изнесувал 1,4 милиарди, што представува пат од 52% споредено со 2019 година, покажуваат последните податоци на Евростат. Намалување на бројот на ноќевања во сместувачките капацитети во 2020 година, споредено со 2019, е регистрирано кај сите држави членки на ЕУ. Најголемо намалување, кое надминува 70%, е забележано во Кипар, Грција и Малта, а најмало, помало од 35% во Холандија и Данска. Домашните туристи во 2020 година направиле 38% помалку ноќевања, а странските 68% помалку ноќевања споредено со 2019 година. Помеѓу државите членки на ЕУ, само граѓаните на Словенија, Малта и Кипар имале повеќе туристички ноќевања во сопствените држави, споредено со 2019 година. За истиот период во Кипар и Романија, бројот на ноќевања на странски туристи бележи намалување за повеќе од 80%. Дали сте подготвени да нурнете во нова реалност, да го истражите подводното културно наследство, да истражите градови и археолошки локалитети како никогаш досега, да го оживеете минатото и научите повеќе, иако не сте нуркач? Тоа веќе нема да е проблем, откако еден проект финансиран од ЕУ програмата за истражување и иновации Хоризонт 2020 разви иновативни алатки за подигање на нивото на свесност и поголем пристап до европското подводно културно наследство. Имено подводното искуство сега е поблиску до вас со помош на технологија на виртуелна реалност, која возможува автентично представување на легендарни подводни градови и запознавање со приказните поврзани со нив преку виртуелна интеракција. Со користење на иновативни алатки се овозможува луѓето да го истражуваат подводното културно наследство од дома и да видат како изгледале локалитетите кога не биле под вода.
За нуркачите пак е развиен специјално заштитен паметен уред за подвода, кој може да се користи за да се добијат повеќе информации за подводното културно наследство. Иновативните алатки кои се развиени од страна на проектот имаат за цел да помогнат и при подводни археолошки истражувања и прибирање на податоци за тродимenzионална реконструкција на локалитети и предмети. Дополнително, алатките ќе помогнат и при движење и навигација до постоечките подводни локалитети со помош на иновативен подводен систем за позиционирање. Иновативните решенија се резултат на работата на 11 партнери од 7 држави членки на Европската Унија и Канада. Со нова емисија на Агенда 35 се гледаме после великденските празници. Останете во добро здравје со програмите на Македонската телевизија.